На овој потег на делницата пресека Песочани денес се вози по нов автопат. Само една година откако ја презедовме одговорноста да ја водиме државата, успеавме да го откочиме еден од најголемите и најзаглавените инфраструктурни проекти во Македонија. Проектот кој со години стоеше како символ на застој, како срамна слика за државата што тапка во место, денес е символ на новото време, изјави премиерот Христијан Мицкоски на пуштањето на дел од автопатот Кичево-Охрид. Денес, само една година откако ја добивме довербата од народот, докажуваме што значи вистинско работење со дела, не со зборови. Секој метар од овој автопат е изграден со напорна работа, но и со јасна волја за напредок, волја да се стави крај на неуспесите од минатото. И не застануваме тука. Следната година автопатот Кичево-Охрид ќе биде целосно завршен и ставен во функција. На отворањето на дел од автопатот, министерот за транспорт Александар Николовски изјави дека денешниот ден е символ и доказ за посветеноста и работата на оваа влада, и тоа е клучната разлика меѓу нас и нашите политички противници. Навистина е големо задоволство да ги видиме првите 20 километри во реалност, како може да ги користат граѓаните не само на овие населени места, туку на цела Македонија. Побрзо да се патува и до Тетово, и до Гостивар, и до Скопје, да се поврзе Македонија со Албанија и секако да се отворат големите туристички центри Охрид и Струга за сите оние кои што сакаат да ги посетуваат. По инцидентот во општина Чаир, каде што физички беше нападната градоначалничката на Скопје Данила Арсовска, таа се обрати со изјава преку социјалните медиуми. Што току излегавме од полициската станица во кисела вода со советничката Ирена Витина, каде што бевме повеќе од 2 часа и некаде после првиот час нагло расположението во полициската станица се промени, пошто почна да се обидува да го прикријат овој настан кој што се случи со цел да го заштитат лицето кое што всушност физички се пресметуваше, односно физички ме нападна да ме тепа. Она кое што е трагедијата во целиот случај е тоа што добив прашања од страна нивна што сум барала јас всушност таму, зошто јас одам и шетам на терен, иако ви е целта да ме спречите да излегувам на терен, ево што веднаш ќе ви кажам, нема да се случи и нема да ме спречите да одам на терен. Ова лице кое што го објавив пред малку на Facebook е лицето, односно се лицата кои што ми се закануваа пред 6 дена јавно, така наречените команданти на ОВК, кои што, замислете, главна цел во животот им е да шетаат по улици, да се пресметуваат и да тепаат жени. Во име на мнозинството од советниците и тоа од партиите СДСМ, Левица, Гром и Независни за Карпош, председателот на Советот на општина Карпош Бранко Ристов информираше дека заедничкиот став е да ја отфрлат одлуката на владата за одземање на спортската сала Партизан. Целосно сме изненадени од одлуката на владата да одземе салата со образложение дека наводно ние истата не сме ја ставиле во функција. Со должна почет кон министерот, работејќи под погрешни информации, има доведено во заблуда владата, пошто е донесена погрешна одлука. Имено јавно се достапни видео снимки во кои се гледа дека објектот спортска сала на Наумовски Борче е ставена во употреба. Во истиот наводно нефункционален објект се одигруваат училишните спортски игри во одбојка и во кошарка. Јавно се достапни видео записи каде во април градоначалникот ги доделува пехарите и во име на Советот ги прогласува најдобрите учесници со заслужен одмор во Грција. Меѓувреме, стрелиштето за воздушен пиштол и пушка е даден на користење без надомест на Стрелачката федерација и истата инвестира над 150.000 евра и во континуитет обавува тренинзи во оваа сала. Орце Ѓорѓиевски, кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН, вчера беше во посета на општина Карпош, каде што оствари повеќе средби со граѓаните. Прекрасен ден во Карпош, одличен прием и уште посилна енергија за голема и убедлива победа, изјави Ѓорѓиевски, истакнувајќи дека најголемата чест е да се работи за својот народ и да се биде меѓу луѓето. Тој ја истакна запуштеноста и нефункционалноста на градот, нагласувајќи дека целта е Скопје повторно да стане град што се грижи за граѓаните и дише со своите луѓе.
Имаме концепт. За 3 месеци целосно функционален град. Ни треба организација, работа, присутност. И тоа го носиме со нас, порача Ѓорѓиевски. Предходниот ден Ѓорѓиевски ги посети Сарај и населените места Рашче и Љубин. Тој се сретна со жителите од различни етнички заедници, потенцирајќи дека Скопје им припаѓа на сите. Ја побарав поддршката од сите, и од македонци, и од албанци, бошњаци, власи, роми, затоа што Скопје е на сите нас. Проблемите се заеднички, и во Драчево, и во Рашче, изјави Ѓорѓиевски. 2 лица се повредени во пожарот што синоќа зафати неколку куќи во населбата Злокуќани. Од бригадата за противпожарна заштита на град Скопје соопштија дека пожарот бил изгаснат во раните утрински часови, а на местото е интервенирано со 10 противпожарни возила и поголем број пожарникари. Со огнот биле зафатени кровните конструкции на куќите што се наоѓале една до друга, а постоела опасност огнот да се прошири и на останатите објекти во близина, кои исто така биле лепенки. Вчера Оделението за превенција при СВР Скопје во соработка со јавното претпријатие Национални шуми и шумската полиција во рекреативниот центар Матка спроведе превентивна активност во рамки на кампањата за спречување на шумските пожари и бесправната сеча на дрва. При тоа во рамки на активноста, во разговор со посетителите беше потенцирано дека е потребна континуирана соработка со надлежните институции и задолжително пријавување на несовесно однесување, како што е фрлање и палење на ѓубре, палење оган на отворен простор или во близина на шумски појаси, фрлање на отпушоци и слично, со цел брза и навремена реакција на институциите. Викендов увид во напредокот на градежните активности во основното училиште Кирил Пејчиновиќ изврши градоначалникот на Киселавода Орце Ѓорѓиевски. Доградбата предвидува 6 нови училници, по 2 на приземје на првиот и на вториот кат, со вкупна површина од 390 квадратни метри. Градежните работи се во напредна фаза, изјави Ѓорѓиевски. Од утре почнува снимањето на најновиот филм на Милчо Манчевски, Збогум Копакабано. Продуцентот е Јане Ќортошев, дизајнер на продукција е британецот Дейвид Манс, а кинематограф е италијанецот Стефано Фаливене. Актерската екипа е претежно од Македонија. Новиот филм на Манчевски е во продукција на Банана Филм. Вечерва на Скопско лето во Македонската филхармонија ќе се одржи гала концерт на Вејчеслав Поповски. Настанот ќе биде збогатен и со настапот на Aces Quartet, културни амбасадори на Австрија, Рихард Рикон, реномиран пианист од Словачка, и Елена Васова, гостин сопран. По неколку дена разладување, повторно ќе врие во Скопје. Од денес до петок, под влијание на афрички топлотен бран, дневните температури пак ќе се движат околу 40 степен. Најави според синоптичарите за дожд и разладување нема. Топлото и суво време и неделава ќе представува опасност за разгорување на нови пожари на територијата на цела држава.